бидете тука, затоа што бидете убеден дека ако деловнички не може да бидете тука, нема да бидете тука. Тоа го знам. И не го оспори вашето присуство, тама работа заменик министер сте. Туку ми е поинтата, министерката вечер ќе ја видиме на телевизија и ќе каже за грамадното 3% зголемување на Д4, еве за гледачиве, за граѓаниве сега што гледат, сега ние тука сме собрани за покачување на една група во градинките, Д4 покачуваат 3%. Толку вака да знаете. И за тие 3% ние сега се убедуваме треба или не треба, и за тие 3%, ако ги претвориме во денари, не знам дали ќе имаат 5 леба да си купат луѓево. И ние предлагаме 18%, а треба 100%, во оваа криза, во оваа инфлација, во оваа невидена состојба економска, ние тука се расправаме за 3%, 15%, 16%, ние велиме 18%, вие одбивате. Тоа затоа сакав министерката да биде, со секоја почит кон вас, но министерката требаше да биде тука, се договаравме и мислев дека ќе најдеме заеднички јазик, нели сите еве и долу на европски прашања бараат консензус. Сега им текна консензус да бараат. Day after бараат консензус, еве ние тука бараме за реални нешта, консензус за 18% на сите во градинките. Вака најпластично да кажам, на сите во градинките 18%. Шо е малку, пак ќе повторам. Не може 5 леба. Луѓето претежно се жени. Претежно се жени. И затоа сакав со министерката да направам муабет. Претежно се жени. Таму ги оставаме нашите деца, нашите внуци, и сега ние тука расправаме дали има потреба од 18% или нема потреба во сите групи. Ја, еве, не гледам логика искрено, а истовремено за мениче давам предлог како овој начин да се надмине. Вие немате дозвола од Министерството, вие имате лимит буџетски, јас тоа го знам, ама јас како пратеник ви кажувам дека во моментот во собрание е дојдено предлог одлука за прераспределување на финансиските средства на буџетските корисници. И тоа ние може како пратеници да го направиме. Ако ние сите го направиме, вие може само да го прифатите тоа и готово. Нема тука прифаќам, не прифаќам. Не, ние го правиме пратениците, правиме прераспределување, велиме дека во градинките на вистина се мали платите, ги вклучуваме и административните работници, да не го чекаме законот за јавна администрација, затоа што не знаеме кога ќе дојде и кога ќе биде готов. Се во име на помош на сите вработени во градинките во ова време, не време, во ова, пак ќе повторам, за мене воено профитерство. Останува на вас, колеги, да видам дали вие ќе гласате или не, па одете после на пресуди и кажувајте дека 500 денари сте покачиле на Д4 и многу сте помогнале на градинките. Немам друго што да додадам. Благодарам.